Во добра состојба се спасените 12 пациенти од страотниот пожар кој избувна во модуларната болница во Тетово на 8 септември. Тие немаат посериозни последици од пожарот и за кратко време биле префрлени на друго оделение. Деталите околу нивната состојба ја соопшти доктор Гзим Нуредини од ковид центарот. Пациентите кои беа спасени беа во број 12 и сите се во добра релативно здравствена состојба. Кај нив нема знаци на повреди од акциденталниот, од пожарот, значи нема никакви кожни и некои проблеми од акцидентот што го имавме таа вечер. Што се однесува до пациентите, овие што екзитирале, ние таа ноќ сите ги пративме за Скопје, бидејќи имало изгоретини од степен на повисок степен, каде што ние тешко можевме да ги идентификуваме и ги пративме во клиника за судска медицина во Скопје за да се идентификуваат и да ги пратиме до кај нивните родители. За среќа тие пациенти што биле префрлени во другото оделение, тоа било за кратко време префрлени и за среќа и биле подобро биле со здравствена состојба. Така да не сме имали некои проблеми во тој вакуум при преместување од едно во друго оделение. Така да при транспорт не сме имали проблеми со тие што биле здрави. Само што се израдувавме што состојбата со коронавирусот во Тетово се смирува, ни се случи оваа трагедија, вели доктор Нуредини. Неколку дена поред малку бевме порадосни бидејќи немавме починати и за несреќа ни се случи ова трагедијата и фактички ние имавме и намален број на хоспитализирани, додека овие пациенти ги преместивме автоматски таа вечер во интерно оделение, каде претходно беше ковид центар. И немавме проблеми со сместување, бидејќи ние го имаме и вториот спрат и третиот спрат. Во моментов во Тетово има 57 хоспитализирани пациенти со COVID-19. Амбулантските прегледи вчера достигнале бројка до 36, а регистрирано и едно починато лице во изминатите 24 часа од компликации од COVID-19. Доктор Нуредини вели дека има намалување на бројот на хоспитализации и нови случаи на заразени лица, што е индикатор дека состојбата со ширењето на вирусот во Тетово и Тетовско е стивната.